Ахмети со порака до владата, доколку не продолжат со евроинтегративниот пат, државата ќе се подели на две страни. Едни ќе тргнат кон Албанија, други кон Бугарија. Ова вчера вечер во Тетово го изјави лидерот на ДУИ, кој му се обрати директно на премиерот Мицкоски, предупредувајќи го дека евентуалното скршнување од патот кон Европската Унија ќе ги доведе граѓаните на оваа земја во ситуација да немаат друг избор. Затоа не ги хранете нашите сограѓани со омраза, бидејќи не се албанците тие кои ја преземаат државата, ниту бугарите. Албанија и Бугарија се во ЕУ, каде ќе бидеме? Христијан Мицкоски е млад, е патриот, но многу задоцнет. Денес патриотизмот не се мери со зборови, туку со придонес за зближување на заедниците, за унапредување на вредностите што не приближуваат до Европската Унија, а не со заглавување во минатото. Примерот на историското помирување меѓу Франција и Германија треба да ни биде поука. И денес целата кампања ја води со мотото Наша Македонија. Но чија е Македонија? Ако се действува на тој начин, државата ризикува да се распарчи. Македонија како целина мора да оди во Европа, но тоа не може да се случи без албанците. Оваа порака на Ахмети најде на остри реакции кај дел од македонските политички партии. Од СПМ велат изјавата на лидерот на ДУИ содржи наратив на поделби и создавање на етнички тензии. Социјалистичката партија ги обвини интегративците дека се жедни за власт и спас од одговорност, па се служат со сеење, омраза и поделби. Најмалку во ДУИ можат да бидат загрижени за евроинтегративниот процес на Македонија. Не можат затоа што како тиранин повеќе од 20 години безочно владееа со Македонија, крадејќи ги сите нејзини ресурси и злоупотребувајќи ја власта. И во опозиција ДУИ жедна за власт и за спас од одговорноста постапува противуставно со најавата на поделба на државата. Обвинителството да покрене постапка против Али Ахмети за повик за загрозување на територијалниот интегритет на Македонија побара од Демократскиот сојуз. Председателот на ДУИ, барајќи спас од кривичен прогон на неговата одметната криминална партиска врхушка, веќе подолго време работи на поделба на граѓаните, но оние кои се наводно определени за европскиот пат и оние кои се божен против. При тоа сака да прикаже дека македонците, за разлика од албанците, не сакаат членство на државата во Европската Унија. Но откако не успеа да докаже дека ДУИ е ексклузивен и легитимен представник на албанците во власта, Ахмети реши да отиде чекор подалеку и да ги повика албанците да одат во Европската Унија со Албанија, а македонците со Бугарија. Ова, меѓу другото, е злонамерна сугестија на поранешниот командант на УЧК, дека мнозинството македонци би прифатиле да станат бугари само заради членство во Европската Унија. Од ДУИ демантираат дека лидерот Ахмети упатил порака за поделба на граѓаните и тврдат дека се работи за скандалозна и потикнувачка злоупотреба и извртување на тезите на Ахмети. Демократската Унија за интеграција најостро реагира на тенденциозните наслови и интерпретации кои се појавија во дел од медиумите со тврдења за наводна поделба на државата. Таквите квалификации се неточни и искривуваат јасна и недвосмислена порака. Од партијата вела дека Ахмети во изјавата потенцирал дека целта е Македонија да стане дел од Европската Унија и без притоа воопшто да се спомене поделба. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.